Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат. Полиција тргни се. Имаме прекршок над Криво Капич, 2 слободни фрлања, успешна. И се јавуваат трубите од трибината. Браќа Далтон и менаџер Пантич. Главна режија во навивачката група на лозарите. Славица Липич, проигрување до Видикова, но сепак нема поени. Ако нападите од кај Тиквеш Флорида одат преку Стојна Вангеловска, кај Студент редовно тоа е преку Лидија Петрушева. И да видиме нов напад за кошаркарките од Кавадарци. Не стивнува поддршката од трибините, напред Тиквеш Флорида. Обид беше тоа на Славица Липич од голема далечина, но офанзивен скок на Корнелија Квесич и нови поени за неа. Тиквеш Флорида играат зона и конечно Моника Гавриловска од голема далечина не успева и прифаќа Олга Равњак. Ете зонската одбрана на Флорида се покажа како успешна и нов напад за искусната Стојна Вангеловска. Така наречена Чале, тоа е прекар од поранешната југословенска репрезентација, каде што беше и капитен. Ова беше добра замисла на Корнелија Квесич, но неспремна беше Олга Равњак, не ја прифати оваа топка, а на спортивната страна Маја Видикова прави прекршок над Олја Криво Капич. Два пат прецизна Олја Криво Капич, изворедна кошаркарка, реков, колешки се состојна и со Квесич од југословенската репрезентација. Многу надпревари имаат одиграно заедно. Дури и они од најголем калибар на светски, европски, па и олимпијски игри. Беше тоа обид. Еве само на минути и 47 секунди, 2 поени предност за Тиквеш Флорида. 64 спрема 62, значи последните неполни 2 минути доста интересни, неизвестни и возбудливи. Ова е тајм-аут за Васил Кафеджијски со последни инструкции, сама завршница на надпреварот во напад екипата на Тиквеш Флорида, Славица Липич, повторно до Стојна Вангеловска и се тука се врати Корнелија Квесич, Стојна Вангеловска. Да видиме како ќе заврши овој напад. Одлична акција Славица Липич до Олга Равњак и од непосредна близина ова поентира. Лидија Петрушева на спортивната страна се прави обид за акција. Се бара, тоа е Моника Гавриловска, Кети Георгиевска и од непосредна близина од полудистанца Кети Георгиевска прецизна. Се будат надежите ети од клупата дека нешто може да се стори на овој надпревар, но повторно ги слушаме трибините, од трибините трубите на браќата Далтон. Влез на Маја Видикова и одлични поени. Многу важни поени на тој надпревар. Најверојатно се игра последната минута, но сега Корнелија Квесич прави прекршок
Тоа е пета неизина лична, но мислам дека е сама завршница. Се играат последните секунди. Ево го колегата Младен Дамев. Совети на тренерот Секуловски. Немојте лоши бал! Догаѓајте ми! Никакви шутеви, немој да ви излаже нешто шутево. Чисто Аут! Овие последни 28 секунди се надевам дека веќе и победата е осигурана. 4 секунди до крајот на надпреварот. Почитувани гледачи, ќе ги проследиме заедно. Предмалку Значи, само од игра излезе и завршница. Корнелија Квесич со 5 лични грешки. Последен напад на надпреварот. Лична грешка за Маја Видикова, тоа е неизин трет прекршок. Не успева Кирил Капич. Не остануваат во напад. Повторно Последна со топка топката за играла. Иноспектар. 23 секунди до крајот. 4 поени предност за екипата на Тиквеш Флорида. Пеколни 20 секунди. Петрушевска. Пета лична грешка за Кети Георгиевска и тоа е, можеме слободно да кажеме, победникот е веќе познат, освојувачот на вториот куп во кошарка за жени. Освојувач екипата на Тиквеш Флорида. Тайм-аут побара тренерот на Иноспектар Васил Кафеджиски. Оля нека шутира! Само ти и Веста! На скок! Шале! И Зачи, позади каде седите, јасно! Нема ништо, само они две да слободно! Пустите ги! Без фол, пустите ги го слободно да дадат! Океј? Ајмо! Ете спуснавте, почитувани гледачи, од тренерот Секуловски се бара игра без фаул. 16 секунди до крајот на надпреварот. 64-68. Две слободни фрлања за Олга Равњак. Успева во првото слободно фрлање. 64-69. Не успе да го реализира второто слободно фрлање. Топка за Тиквеш Флорида. Се е веќе решено. Се е веќе решено. 7 секунди до крајот на надпреварот. Равњак. Една секунда, две слободни фрлања за Олга Равњак. 64-69. Веќе дефинитивно можеме да кажеме дека освојувач на вториот куп во кошарка за жени на Република Македонија е екипата на Тиквеш Флорида. Екипа која досега во првенството остана непоразена. Досудена е намерна лична грешка. Ете, гледате и Равњак се смее. Не одлучуваат овие поени. 64-69. Останува 64-69, 5 поени разлика за екипата на Тиквеш Флорида. Една секунда до крајот. Се е веќе готово. Како што реков, освојувач на купот екипата на Тиквеш Флорида од Кавадарци. Го слушнавте звукот на сирената. Да и заедно го прославиме
освојувањето на купот. Во очите ги проследи овие последни секунди од надпреварот кошаркарките на Ино Спектар, затоа што има кон крајот на, односно почетокот на второто полувреме и минимално ветство. Го гледате и тренерот Видој Секуловски. На вистина ова се моменти кои ќе влезат во историјата на кавадаречката кошарка и воопшто на спортот во Кавадарци. Победничкиот пекар на освојувачот на годинашниот куп во кошарка за жени ќе го предаде председателот на Кошаркарскиот сојуз на Македонија Зоран Темелковски, а пекарот ќе го прими капитенот на екипата Стојна Вангеловска. На вистина прекрасна слика. Се сеќавате на почетокот на првенството. Еве и председателот Зоран Темелковски им честита на сите кошаркарки на екипата на Тиквеш Флорида. На вистина вреди да се радува за ова. Честитки заслужуваат и навивачите на Тиквеш Флорида, кои од се срце ги бодреа за време на целиот надпревар и кога екипата на Тиквеш Флорида ја зафати една мала криза, сепак навивачите останаа до крај со нив. Да спомнеме дека Корнелија, односно Олга Равњак и Славица Липич по втор пат го освојуваат овој драгоцен пекар. Лани со екипата на Симекс Скопје, а оваа година со Тиквеш Флорида. Со кошаркарките е и господинот Тодор Белевски, председателот на клубот и главниот генерален спонзор на екипата на Тиквеш Флорида. Слика, што може да се пали, што да правиме, еве те победиме. Ова е фотографијата на деценијата, би рекле, за кавадаречкиот спорт. На вистина се гледаат солзи во очите на кошаркарките на Тиквеш Флорида. Прекрасна слика. Еве го и тој почесен круг на кошаркарките на Тиквеш Флорида на чело со Стојна Вангелевска, најдобриот поединец на теренот. Кормиларот на екипата, моторот на екипата. Овде покрај мене е и господинот Тодор Белевски, председателот на клубот. Честитки, господине Белевски. Како се чувствувате? Гледаме солзи во очите. Честитки само за Кавадарци.
Ова го правиме само за кавадарци. Момент кој влегува во историјата. Историја и само историја. Е така. Благодарам. Видоје Секуловски, тренерот на екипата, честитки од телевизија Sky канал. Вашите импресии за овој надпревар? Импресиите, јас предвидував дека ќе биде тешка и јака борба. Драго ми е што ја остваривме она цел што ни беше уште на почетокот зацртана. Ја во една згода кажав во фени на прославата, ги искарав малку девојчињата кога заборавија на купот, кога вика ние сме шампиони, вика ма го заборавивте купот, еве не го заборавивме, го освоивме. Благодарам, уште една честитки. Аја, што да ви кажам, прашање едно кратко, возбудена сте, како го доживеавте овој надпревар? Па да ви кажем искрено, овој го очекувавме уште пред да влеземе на теренот. Сепак играта и трудот и војот да се победи го реши, тоа нашата игра одлучи. Се чувствувам феноменално и мислам дека вечер ќе славиме за тоа. Благодарам. Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат.